за Република Македонија и процесот на проширување. Европската комисија останува уверена дека отворањето на пристапните преговори ќе помогне во подобрувањето на соседските односи, а посебно во изнаоѓањето на заеднички прифатливо решение за прашањето за името, кое комисијата го смета за клучно, стои во препораките на комисијата во извештајот за напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Поречиси 2 децени интензивни политички заложби од сите страни во процесот под покровителство на Обединетите нации, се повикува на конечно постигнување решение со активен ангажман на меѓународната заедница. Ова е 5-та препорака на комисијата за отворење пристапни преговори со оваа земја. До денес таква одлука не е донесена од Европскиот совет, забележува комисијата. Комисијата нотира дека таквата ситуација го доведува во прашање кредибилитетот на процесот на проширување, кој се базира на јасни услови и принципи. Недостатокот на кредибилна европска перспектива ја става во опасност одржливоста на реформските напори на земјата. Во контекст на поканата за преговори од Европскиот совет, комисијата ја повторува намерата без одложување да донесе рамка за преговори во која ќе се назначи неопходноста од решавање на спорот за името во раната фаза од преговарачкиот процес, кој би почнал со аналитичко испитување на усогласеноста со европското законодавство на поглавјата 23 и 24, поврзани со судството и основните права и правдата, слободата и сигурноста. Комисијата смета дека доколку скрининг процесот и решението на Европскиот совет за преговарачка рамка беа донесени, ќе придонесеа кон создавање неопходен моментум што ќе помогнеше да се издаде заеднички прифатливо решение за името дури и пред почетокот на преговарачкиот процес. Европската комисија нотира дека мора да продолжи имплементирањето на заклучоците од Мартовскиот договор поврзан со настаните во собранието на 24 декември. Се бара напредок во елиминирање на заостанатите предмети во судовите и прогрес во борбата против корупцијата. Македонија, според комисијата, веќе достигнала високо ниво на усогласеност во пристапниот процес и направила натамошен прогрес во подобрување на способноста за преземање на обврските од членство во Унијата. Европската влада бара приоритет во реформите во наредните години да биде ефективно спроведување и зајакнување на постоечките закони, посебно во делот на владењето на правото, независноста на судството и битката против организираниот криминал и корупцијата. Слободата на изразување и состојбата во медиумите генерално останува прашање кое загрижува, констатира комисијата. Притоа смета дека затворањето на медиумите во изминатите години придонело да се намали просторот за граѓаните за согледување на различни гледишта. Високиот степен на поларизација на медиумите, често по политичка линија, предизвикува застој во објективното информирање, економски притисок врз новинарите и собствениците на медиумите преку нетранспарентното владино рекламирање и промовира сиромашни професионални стандарди. Комисијата бара обновување на диалогот помеѓу владата и медиумите и продуцирање на конкретни резултати во промената на медиумската култура, како и креирање на клима на доверба. Во забелешките, комисијата бара и итно проширување на антидискриминационата легислатива со вметнување на сексуалната ориентација и полова рамноправност во истата. Значи, министра, имаме пофалби за политичкиот диалог, за реформите во администрацијата, за преговорите за името, за здравството, за економијата, речиси во сите области, меѓутоа имаме и определени забелешки. Како представник на владата гледате на извештајот на Европската комисија во делот за 24 декември и во делот на забелешките за борбата против корупцијата, судството и слободата на изразување? Тоа што го дефиниравме во рамки на пристапниот диалог на високо ниво е да се фокусираме на оние полиња на кои најдолго време ќе ни треба за да спроведеме реформи и да имплементираме определени стандарди од Европската Унија. Таа е логиката на предлогот да почнеме со 23 и 24 поглави, односно целиот оној пакет на владење на правото. Сметам дека за нас значајно е во оваа фаза што самата комисија констатира дека по сите поглавија од пристапниот диалог на високо ниво, вклучително правосудството, медиумската сфера, администрацијата, економските реформи, изборните реформи, е забележан значителен напредок, што за нас е поттик натаму да продолжиме така како што сме постапиле досега, така ќе направиме и од сега. Сите забелешки кои се излистани во овој заклучок ќе бидат основа за излекување на приоритети на кои ќе бидеме посветени во следниот период. На тој начин ќе го стесниме оној простор за кој говорев од сега во следниот период, за да не овозможиме било какво изнаоѓање на изговори од оној кој досега ни го блокирал почетокот на преговорите. Јас благодарам што сте гостин во Дневникот на Сител. Ви благодарам на поканата. Да видиме уште во економскиот дел